ме поте 4 е саат. Слушай, Стефче. Слушни колку е гласна тишинава. Слушаш нешто? Абе, дај. Леле, готово. Од кожа излегов. Да ми исклучи го. Кој те барат во 4 сата? Абе, Мичо другар ми си оди дома од сега да ми раскажува како си поминал. Леле, мајко мила, готово. Ао, бефи поминав ти. Слушај, исклучио телефонов. Исклучио телефонов, сакам да ти раскажам една приказна. Една вистинита приказна. За едно семејство и за еден град. Пред 60 години. Вистинска приказна. 4:30 сатот. 26. јули 1963 година. Боро и Љубица, заедно со нивните две дечиња, се враќаат од на одмор од Бургас, од Бугарија, со нивното фичо. Со Фичо, Со фичо, од Бургас. од Бугарија. Се качува на нивната зграда, што била на улица Мирче Аце, број 19, на 4-ти кат, која што било тогаш над ново отворената продавница или само послуга, како што ја викале на времето. Јадран, во Ново Маало. Боро прво што направил е запалил оган за да згреje вода во казанот. А пак дечињава негови одма истрчале надвор на тераса да ја виде дали е уште тука ластовичката, која што замисли Стефче секоја година се враќала во точно истото гнездо, кај нив. Ама тогаш, во тој момент, гнездото не било тука. Не било тука ни ластовичката. Не само што не било тука гнездото, туку како некој механички да го откорнал од тоа место. Дечињата разочарани си легнале в кревет. Чули. 5:15. Тишина. Сите спијат. Само Боро не. Го пазит казанот за не напред пожар. И во тој момент се слуша некој многу необичен звук, кој што идат од надвор. Боро станви, трчат и излегли на тераса. И тогаш гледат на кај тогашниот правен и филозофски факултет, кој што се наоѓал наспроти сегашен Holiday Inn и ГТЦ. Јата, гулави Стефче, преплашени, панично летет од зградата. Пет и 17 минути. Првиот удар. Почнат да паѓат цигли, малтер врз нивните кревети. Почва да се слушат викање и пискање од нивните деца. Почва да се слушат лелеци од нивните комши. Пред нивни очи почнуваат да се уриват нивното гнездо.
Не може никако ни да излезат. Боро пробви да отвори влезната врата е заглавена. За да е ужасот уште поголем. Од првиот удар се превртви казанот кој што се топлело вода. Почнува да гори она што некогаш представувало нивни дом. Боро и Љуба босоноги почват да ги гаснат пламените јазици. И истовремено очајнички пробват да отворат влезната врата, ама без никаков резултат. И тогаш се слушат шкрипење на врата. И дали заради некој чудо, дали некој од озгоре ги гледал и ги вардел, нивната 11 годишна ќерка ја отворат влезната врата. Боро, Љубица и нивните две деца излегват надвор. Почват да трчат надолу, по она што некогаш личело и било скали, на кои што имало огромни дупки и ги скокале. Излегле надвор и почнале да газат врз остатоци од она што некогаш било Стефче град. Боро, Љуба и нивните две деца спасиле жива глава. Бате Стрезо? А ти од кај знаеш ова приказна? Боро и Љуба после тоа купија куќа Охрид. Мислам, поточно Трпејца. Стварно ти кажувам, ствари, јас директно не знам од нив приказнава. Јас знам еден друг ми ја кажа, ама на крај од подкастов ќе ти кажам кој е тој другиот што ми ја кажа. Што си има да? Жана! Дај бре, жено бре, Жана бре! Ле, човече. Оди лек ми гледаш! Дандалот ми го зема. Носи и палено, а толку малку галено, со векови поробувано, а толку малку милувано. Не се давај Скопје, старо момче мое, не се давај Скопје, Македонче мое. Добро утро, Скопје. Има еден калептажен ода ми солзи мој што броди. Има еден живот празен ода без ден да му се роди. Има едни очи многу добри. Зборува Радио Скопје. Ви се јавуваме од импровизираното студио со својата прва емисија по катастрофалниот земјотрес, што утринава на 26 јули во 5 часот и 17 минути го снајде нашиот град. Слушни плаче галепили ода по сонце што се гаси. Бара помош, бара сила ода
spasi. Letaj tipko, galebe môj tažen, dobrý sonce, zarobi občas, daj mi malo parče mirno, sino nebo, istopli mi duša, istopli mi duša. Музичарот и композиторот Љупчо Мирковски често шета низ центарот на Скопје, во околината на главна пошта. Тука, низ овие улички, некогаш била зградата и домот на семејството Мирковски. Таа се урнала во земјотресот на 26 јули 1963. И по 60 години, тој се уште трага по сеќавањата на едно детство и градот кој тоа утро бил затрупан со неговите жители. Со неколку пожолтени фотографии во раката го започнува своето сеќавање. Во мракот што тона, дарим сон, летни спаси ги. Тука е моето родно место. Ова беше моја мала. Овде имаше едно паркче, големо, до нашата зграда. И во паркчето си седевме навечер, ни прожектираа филмови од офицерскиот дом на нашата зграда и тамо си гледавме навечер. Тоа беше, пошто немавме телевизори, беше уште рано за телевизори. Овде беше дрвениот мост. Имаше еден дрвен мост кој водеше од нашата зграда, односно од Кеот, директно на Македонскиот народен театар. Тамо работеа Вујко ми, Благој Петров Караѓеле, оперски пејач. Заедно живеевме тука, заедно. Татко ми работеше тамо. И ни беше многу убаво, многу мирно место, многу убав град. Историјата на Скопје има многу приказни за неговото уништување. Пиколомини го запалил до темел, поројните поплави однеле се пред себе, а земјотресот речиси целосно го срамнил со земја. Веселата игра на малиот Љупчо и неговата братучетка Виолета Томовска вечерта на 25 јули не ни најавувала трагедија, а уште помалку голгота низ која заедно тие минуваат. Вечерта си легнавме, се е фино и не разбуди мрак, тресење, рушевини и една морничава слика, односно мрак, морничав мрак, кој не затекна на спиење и после 7,5 сати во тој мрак под тие рушевини успеа братучетка ми некако да ископа некое дупче, најде малце зрак од надвор, малце светлина и почна да копа тамо, ископа мало дупче и почна да вика од натре дека има овде живи луѓе. За среќа моја јас не бев повреден. Имав некои гребаници само и гласот ми беше засипнат од што викав по татко ми и мајка ми. Се слушавме едни со други, меѓутоа не можеме да дојдеме едни до други. И после тоа време, после 7,5 часа под рушевини, е многу чудно да видите светло и да се напиете вода. Затоа што устите ни беа цели со прашина, не можевме ни да зборуваме како што треба. Но за среќа имавме среќа, па останавме меѓу живите. И несреќите и трагедиите не познаваат возраст, вера и националност. А скопскиот земјотрес стана символ на светската солидарност. Татко ми кажуваше дека мене ме извадил некој чичко, некој албанец што живеел во Ѓорче Петров. Он пред да ме извади мене се онесвестил, го однеле во болница некоја импровизирана на дишаторите. Тој кога се освестил тамо се вратил на истото место, овде, и тогаш ми извадил мене и братичетка. Се обидувавме да го најдеме, едноставно да му се заблагодариме што ни пружил шанса за втор живот. Меѓутоа, тој не ќе се сретне со нас. Ни прати Абер дека неќе да се види.
Тоа го правев, вика, јас за тоа што го сакав, а не да ми се заблагодари некој. И можеби ова денешно Скопје не е градот на кој тој со жар и носталгија се сеќава. Градот убав го нема, меѓутоа никна градот. Да, убав, да, но не најубав, не таков како што беше. Јоу, Скопје е мој град. А јас сум негов. Кажи бе, јас сум негов. Јас сум негов. Скопје е мој град. А јас сум негов. Ти си негов. Здраво. Јас сум чилаут рапер Тони. Сакам чилаут луѓе и сакам да играм со они. Живам скромно и пишувам за мојот град Скопје. Јоу. Каков Скопје море ти од Скопје? Од Гладо Петици си од Велес, тој бил Скопје и Скопје бил негов. Шо ако сум од Велес, бе, ја пораснав со Слаткар и со Тони Зен. Не ќе да ми си уште нешто порасно, да ти кажам право. Види го. А ти па шо со оваа ружава ко некој швалер си, ако те види некој од страна жана ќе видиш. Многу се разбираш ти швалер. Кавалер се викат, ко старите скопски кавалери. Кажи му, Анче. Баш така. Швалер и кавалер не е исто? Од кај знам бе шо? Па ти да не знаеш од Тони Зен песна? Джентлмен, даса. Ајде. Во Скопје некогаш шетале вистински кавалиери. По улиците на градов, она што остана. За вас, Благодарам. мага. А многу песни се отпеани за Скопје. И Тони Зен не е само еден оддив, да, од поново време, ама Скопје Сарај, матка и обратно Џамбазов. Лепи сол Скопје, Златно Славече, градот убав пак ќе никне. И никна по земјотресот. Точно. Ама многу ми е супер затоа што имаме нови херои во градот, како Тони Зен, кои што го опеваат градот баш онаков како што пулсира денеска. Тони ни е гостин денеска во Комбе, знаете? Тонче, емисијава ни е посветена на 60 години од земјотресот и кога ќе ти спомене некој скопски земјотрес, што ти е првата асоциација? Страв. Многу страв и паника и тресење и солидарност. Така некако по некоја течение. Види, работа е, сите чекаме да се случи нешто многу лошо, за сите заедно да се обединиме, што можеби не е во ред тоа, не зашто да не бидеме цело време обединети, но тие работи само не потсеќаат дека сме едно и дека не може да бидеме две. Знаеш, едно сме, не може две. Мислам, тие се такви малце по-субтилни теми. Кога се подвојуваме, не сме едно, него сме подвојни, не може да функционираме како едно и не може да ги поправиме работите. Ниту па да направиме некоја насока за понатамо да се движиме. Во Зенот има not two, викаат, не две, едно. Колку Скопје денеска, 60 години по земјотресот, е во Зен. Не е во Зен и не е едно. Денеска е можеби 10, 15, 20, 100. Не е едно Скопје. Не се осеќам скопски воопшто и не се осеќам како да припаѓам овдека. И не го осеќам Скопје како ја што сум го осеќал Скопје кога сум растел, кога било Скопје. Многу ќе се сложат и многу нема да се сложат. Добро, полесно Има е. две страни. Не се осеќам, не ми е Скопје. Не можам да се откажам на крај памет. Имам песни направени и градот Липа кажувам веќе дека не се чувствувам како да припаѓам овдека. Но мирисот на пролета надежта ја буди со себе носи промена и такви работи. Што е така, секое време си е време, а време нема. Се менуваат генерации, се злоупотребува просторот, моќта и мислам дека на тој начин и духот и душата ова Скопјето само по себе исчезнува. Скопје кое што нас ни е предадено како наратив е Скопје солидарно и Скопје во кое што сите се обединети и ја имаат на некој начин заедничката цел и заедничката визија да изградат град кој што нас денеска ни е оставен како наследство и дека треба да го живее. Да. И тоа е сликата која што имаме за Скопје и за земјотресно Скопје. Па да, некој наратив, да речеме. Меѓутоа, после тоа се менува, нели, само моје време. Можеме да зборам за моје време, не можам за други времења да зборувам. Секојаш сакам да зборам за она во кое време јас живеам, така да
тоа време во кое што сум живеел и сега ова не можам да ги Поврзаш? поврзам, ниту па се чувствувам дека е ова Скопје. Има Скопје, меѓутоа ја другачие го. Препознаваш од тоа подземјотресно Скопје некакви нитки кои што се провлекуваат? Има секогаш ми се будат чувства кога ќе проаѓам низ места кои што сум ги имал низ детството, поготово низ тие некоја тишина ми се буди кога ќе проаѓам низ места кои што се уште и ден денес се такви. Многу узурпиран е градот, сега да не биде дека се време се жалам, меѓутоа така е. Не е плански направено ништо, можело да биде многу поубаво направено. Мене ако ме прашате, ако сте ми дали одговорност јас да правам или да градам со одредени луѓе кои што секој ќе си биде за своето задолжен, за својот реон, како и да е, каде што ќе бидат уклучени граѓаните, ќе биде уметникот вклучен, за да се биде Скопје како што треба да биде Скопје, да биде најкултурен, најубав град, па не само у регионот, него и поширок. Тони, во твојата музика Скопје е многу проткаено, да не кажам и основа на она што го правиш. И кое е тоа Скопје кое што ти го пееш? Па добро, тоа е... Тоа е некое носталгично Скопје за кое што ти тажиш во наводници? Не. Или тоа е некое скенирање на... Убаво за песната Скопје мој град. Да. Преку таа песна се најубаво презентирав, бидејќи све беше кажано од душа, со сарказам и хумор, нормално не сакав никого да навредам, иако сум можел и таков да бидам, меѓутоа не ми беше целта тоа, него целта ми беше така низ тие имиња, низ тој вокабулар, низ флоуто, музиката, све комплетно, самата тема да некако јас се искажам директно кој сум, да отидам да работам 2 години впоред во Турција како аниматор да работам и кога се вратив веќе стана песната хит, бидејќи си го кажав личното мое чувство низ лирика за Скопје, кое не дека нешто ми фали, ниту па нешто сум врзан за тоа, него ми беше многу интересен, убав тој период, многу инспиративен, затоа што така можам да кажем се знаеше кој е кој. И немаше како што има сега хаос. Буквално хаос и затоа не се чувствувам ја во ова Скопје. Јас, например, би сакала моите деца да имаат спомени од бруталистичката архитектура на Скопје. Сакам да ни воскликне вака повторно поштата и да можам во пошта да ги шетам. Знаеш како може? Може преку принтови. Јас мене доста почитувам што има артисти кои што фотографираат и се уште го негуваат тој стил бруталистички или бетон индустријски како и да е. И е модерен доста и доста го сликаат, фаќаат кадри. Преку тие принтови може да се доживе, меѓутоа вака се губи тој брутализам и таа фасцинантна градба у измешаноста на многу, не можам да кажам лоши или добри стилови, меѓутоа други туги стилови. Јас сум за некој таков минимален, да има детали убави, да биде поише натурално да изгледа, природно да изгледа, да биде некако све едно, не две, за да бидеме ние да се сакаме самите себе, да се сакаме меѓу себе како народ и како град. Епа тоа ми фали. Каде ја гледаш перспективата за Скопје? Ако треба нешто да сработиме до нашата титула Европски град на културата. Каде ја гледаш можноста Скопје да го задржи ракурсот на перспективен град кој што е во срцето на Балканот? Железницава да ја направат подитно. Срамота е. Бидејќи е белег на поземјутрено Скопје. Не само суштина. тоа, него железничка е, треба да биде сјај на градот. Филтри за да се сопира и прибира ѓубрето во притечението на реката Вардар. Може ли? Тоа и претходно го имав како идеја со една организација која што работеше такви проекти и им реков имам 2 желби, тоа да се направи за Вардар да се спречи, пошто стварно не е баш културно. Даунхил патеки за велосипедисти, даунхилери на водно да се одвојат од пешаците, пошто беше хаос, ова беше пред многу години. И сега има нешто? Има нешто, такво е, так. Меѓутоа не е како што имав, да речем, јас замислен дека јас сум некој даунхилер, меѓутоа често идење, пешачење, возење, точно ги гледав тие некои работи точки кои што може да се средат, не бараат многу и така натаму. Тие работи да се направат. Имам ја своја бакет листа, не ја споделувам сега со тебе, ама оваа твојата многу ми се допаѓа и мислам дека такво Скопје
Само што да му дадеме малце подобар звук, бидејќи ми кажа дека веќе не ни звучи Скопје. Не како што звучи, треба. никако не звучи. Мислам, не звучи. Не треба да му се даде звук, треба тишината да се негува. Звукот сам ќе се излезе од тишината. Ако ме прашате мене. У цел хаос мислам дека не знам дали постои некој град што има звук. Можеби Порто и Лисабон имаат звук. Тишина со океан. А тоа бил можеби Скопје со некој... Скопје со некој ветре, ветерот ми фали многу, го нема, пошто е некако, не знам, да не се правам стручен сега, меѓутоа стварно е таа едно пиркање. И кој стих ќе му легне како залепен на него? На ветерот? Не, на Скопје. На Скопје. Приказни малски урбани легенди, тенка линија помеѓу деликвенти и таленти. Од југо до Бентли, тешко без медикаменти. Зелено за душа, за синуси бели ленти. Те знам од мала, сега порасна голем. Ти само биди ми добро, а јас ке бидам задоволен. Град, Скопје е мој град, мој град. Фала ти многу за ова огледална слика на Скопје во која што живееме. Фала ти и тебе. Следам дека ќе... Извинете вака што сум отворен и искрен, меѓутоа не можам поинаку. Ама затоа си го правиме муабетот, нели? Да. Сакаме убаво Скопје кое што ќе го ставиме во наследство на другите генерации. Со душа само. Фала ти многу. Фала и тебе. Па врти се очи, тоа е Скопје. Врти се, че и ти нешто ќе трефниш на несакање. Од мене имаш лајкче. А? Ше ме јасно. Скрос. Врти се, че тоа е Скопје. Да, па тоа викам врти се очи. Емисијата од Дана. Порано ше имаше. Да, па тоа па што реков ја? Како да Што не, да, реков ја? Што реков? Таму да знаеш колку приказни се раскажувани и дораскажани, само наму да ти кажам. Знам како не, па да. Си ги собирав и си ги снимав сите приказни и уште тоа го правам. Како ова за Музеот на современа уметност. Знаете дека овој музеј е символ на солидарноста која што има по земјотресно Скопје. И во суштина прво е направена колекцијата со сите уметнички дела, потоа оваа прекрасна зграда тука. Имате идеја за таква нешто? Тука да речем има прекрасна анегдота околу украденото дело на Пикасо. Пикасо го донира на земјотресно Скопје, а потоа еден период исчезнува и се наоѓа во Германија тоа токму дело и вратено е сега повторно во депота тука. Да, интересно. Да. Само морам да кажам дека малци имаме подпретерано со градењево во Скопје. Ајде да не се мешаме во тие штипки ние, си има архитекти стручни кои што ќе си кажат како се градало Скопје директно по земјотресот, а како се гради токму денеска. Мери Батакоја е градолюбителка, професорка на архитектонскиот факултет. Таа живее со привиденијата за Скопје и верува во неговите чудеса. Но добро му го знае и одразот во огледало. Низ наставата со студентите секојдневно го истражува, првенствено тие да го осознаат архитектонски, а потоа и чувствено. Да откријат како Скопје од идеја за светски град пред 60 години стана ова што е денес. И да може еден ден градот убав повторно да стане архитектонска категорија. Представува еден уникатен модел на изрушен град, повеќе од 80%, каде цел свет се мобилизира да го реизгради, односно да му помогне одново да се изгради. И токму тоа е фасцинантното, како еден анонимен град, како Скопје, одеднаш станува фокусот на светската јавност. Ова прашање се одговара многу слојно, затоа што тоа пред се е политички проект на тогашната југословенска влада, на дипломатскиот кор. Тоа било едно од првите природни катастрофи кои што се емитувала на телевизија и токму мобилизацијата на широката јавност преку телевизиските екрани, нивната директна, сликовна емпатија со тоа што му се случува на Скопје, придонела кон зголемениот интерес.
во архитектонска смисла значајно е затоа што меѓународниот конкурс за обнова на центарот на Скопје значи доаѓање на најпознатите светски имиња во Скопје, меѓу кои што е Кензо Танги од Јапонија, Ванденбрук и Бакема од Холандија, Пичинато од Италија, Ротивал од Америка, кои што заедно со југословенските тимови и македонскиот тим и во надпреварот, но и потоа при разработката на решението овозможиле она што го нарекуваме лабораторија за размена на експертизи за правење на град. Јас без никакво двоумење ќе кажам дека градскиот трговски центар го сметам за едно од најголемите достигнувања на постземјотресната обнова. Се надевам дека ова следно што ќе го кажам помалку граѓани на Скопје го знаат. Значи во планот за постземјотресната обнова има две значајни мегаструктури. Едната е градскиот зид, на сите позната. Тоа е една голема мегаструктура, нели, од стамбени блокови и кули кои што го прегрнуваат центарот на градот и која што има за цел да ги зачува сите претходни историски значајни културни слоеви на Скопје. Другата мегаструктура е градската порта, која што треба од транспортниот центар, сега кај што се наоѓа на источната точка на градот, да се простира. Тоа е еден комплексен административно-комерцијален центар, нов почеток на Скопје. Зошто ова го кажувам во контекст на градскиот трговски центар? Го кажувам дека градскиот трговски центар е единствена зграда која што во целост се е испланирана да се поврзе со таа градска порта, затоа што таа порта го означувала почетокот на едно ново Скопје, една бескрајна оска исток-запад, по која што Скопје може да се шири со своји нови визии. Доказ за тоа е неговата платформа на првиот кат, која што е 410 сантиметри, значи тоа е котата по која што требала да продолжи една крената улица, пешачка, која што требала да не врзе пешачки со транспортниот центар. И тоа за мене секогаш било возбудливо, заради тоа што значи дека ние како скопјани гордо би се шетале над сообраќајниот метеж, нели со убави отворени видици кон големиот нов светски град. Целата епизода на постземјотресно Скопје не би била возможна да не бил архитектонскиот дух на времето, дека е време на сонување на големи соништа на светско ниво. Па така Скопје се приклонува кон тие актуелни архитектонски трендови на мислата, која што е високо хуманистичка и високо полетна, дури утопистичка на момент. Денеска Скопје нема простор за сонување на големи соништа, нема визија и не мислам дека му треба една голема централна визија. Скопје во секој случај од таа епизода за која што разговараме денеска, од тогаш до денес е уназаден град. Затоа немам сомнеш, но тоа е некаква фактичка состојба. Ако треба чувствено да се изразам, нели, со какво чувство е градот Скопје, би рекла дека е град жртва. Жртва на корупција, жртва на алчност и жртва на неукост. И во таа смисла Скопје, иако сум архитект, за мене одамна во последните десетина години престанува да биде архитектонска категорија, што е најжално, значи почнува да станува категорија за гонење криминал. И сега јас му посакувам прво да си ги реши тие проблеми, нели? За да постане повторна архитектонска категорија со чист фокус на квалитетот на архитектонскиот простор и да се избориме прво со нашите елементарни биолошки потреби во рамки на градот, право на чист воздух, нели, право на нетоксична животна средина, на безбедно пристигнување до работното место, безбедно пристигнување на нашите деца во училиштата, значи елементарни некакви биолошки потреби од онаа палета на право на град, кој што е многу голема. Јас верувам дека Скопје ќе се рехабилитира токму преку многу мали точки. Значи, еден чесен градоначалник со повеќе орни граѓани кои што си ги разбираат правата на градот и неколку архитекти, ако во секоја населба успеат да направат некои микро места, макар да бидат тие со диаметар 500 метри, нели, почка од 500 метри или улица од 500 метри, дека токму од такви мали зачетоци ќе можеме да го рехабилитираме Скопје како цел.
Ало, Ало? кај си ме бате Стрезо? Стефче? Ако го сакаш Скопје, Шо? ако го сакаш Скопје, Ако го сакам, шо? Скопје. дојди ке те чекам на кеот. Каде? На кеот. На ке. Ајде. Ајде, седи идам. Арен, да ти кажам, право ме подсекаш вака на некој, ама не можам да текна на кој. Да седам? Не е дека не ми е глупо малку, ама до. Види Стефче, старото Скопје е веќе урнато. И веќе го нема. Остана од него само сеќавањата. Сеќавањата, приказните и хрониките запишани во овие книги од најпознатиот хроничар за Скопје Данило Коцевски. Ти ги оставам тебе. Стефан, јас сега тргнувам по стапките на осамениот шетач. Сакам да ги доживеам на своја кожа сите овие приказни и сеќавања запишани во овие книги, сите хроники. За никогаш да не се заборавам. Да саш да дом со тебе? Не. Да, осамениот шетач.